Со ваша поддршка и преку секојдневна комуникација со вас, реализиравме голем број на проекти во повеќе сектори во овие изминати 2 мандати. Докажавме дека може да се вети и во соработка со вас во најголем дел да се исполни ветеното. Долги години сум во локалната самоуправа. Благодарение на довербата од вас, граѓаните, секогаш со подготвена програма за реализација. Во градот Скопје дојдов од позицијата на градоначалник на општина Газивова, што говори за мојата посветеност и одговорност према сите ветени проекти и за начинот на кој работам во изминативе 12 години, раководејќи ја локалната самоуправа во општина Газивова и во градот Скопје. Луѓето понекогаш подзабораваат каква била претходната состојба во градот, бидејќи многу брзо се навикнале на новата, на подобрата состојба. Затоа треба често да ги подсетуваме каква била состојбата во градот Скопје пред 2009 година. Градот Скопје изгледаше многу поинаку. Беше град на мали и стари булевари, сообраќаен метеж, не хигиена, град со плоштади на кои беше потребна реконструкција со сериозни зафати, со недоволен број на паркинг места, со едвај забележливи велопатеки, град со многу помалку зеленило. Благодарам. Делата говорат за мојата пожртвуваност и транспарентност, дека сум постојано достапен за граѓаните, за наше заедничко посветено работење. Не можам да не потенцирам дека огромна поддршка во реализација на проектите на градот Скопје имав од 10 скопски општини, од градоначалниците и советите, а највеќе од Советот на градот Скопје. Проектите кои беа ветени во изминатите програми, во изминатите 2 мандата, а врз основа на вашите барања, беа проекти за намалување на сообраќајниот метеж и подигнување на јавната комунална хигиена. Направивме 28 километри нови проширени улици и булевари, 8 кружни токови, 150 километри водоводна мрежа, преку 100 километри атмосферска и фекална канализација. Во изминативе години Скопје доби речиси 3500 нови паркинг места, 276 нови автобуски постројки, 320 нови автобуси благодарение на владата на Република Македонија. Ќе набројам и некои од проектите за кои несебично ќе се заложам во наредниот мандат, како што се изградба на 3-та фаза на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во општина Бутел во вредност од 180 милиони денари, изградба на 4-та фаза од булеварот Борис Трајковски од Пинтија до Драчево, изградба на Јужниот булевар, изградба на ново средно училиште во општина Аеродром, нов забавен парк. Ќе работам на изградба на централна пречистителна станица, изградба на дел од булеварот Асном, продолжување на нови велосипедски патеки и многу други проекти. Скопје мора да дише чист воздух, па затоа ветувам дека ќе направиме пола милион квадратни метри со зелени површини и нови паркови во Скопје. Приватните компании за автобуски превоз ќе бидат субвенционирани од градот Скопје за инсталирање на уреди со кои ќе се намали загадувањето на воздухот. Ќе продолжиме со реконструкција на зеленилото покрај кеот на реката Вардар и ќе изградиме нова патека за џогирање со специјална подлога. Ќе субвенционираме 10.000 нови велосипеди за граѓаните на град Скопје, бидејќи поздраво и позелено Скопје е нашата определба.